општини. Јас на почетокот морам да се заблагодарам на председателот на Европската унија, бидејќи станува збор за грант средства, кои што се од ИПА програмата, практично се подршка од Европската унија. Тоа е многу важно. Исто така, овој проект е имплементиран преку проектот за подобрување на општинските услуги, кој што е администриран исто така и финансиски подржан преку Светската банка. Мислам дека механизацијата, овие може да ги видите зад нас, ровокопачи кои што се набавени, ќе направат разлика, ќе му возможат на општините да имаат во секој момент на располагање ваква механизација, која што ќе возможи таму каде што е потребно, дали некаде да чистат речни корита, да патишта, доколку имаат проблеми одрони или имаат друг вид на проблеми, веднаш да реагираат. Некаде во овие 30 општини, значи станува збор, мене ми е драго што тука се и градоначалниците, значи вкупно зафаќаат околу 300.000 граѓани, значи има сериозен импакт. Уште нешто морам да кажам дека ние имавме супер соработка и со луѓето од Европската унија и со Светска банка, но исто така е многу важно дека луѓето кои што се тука и од Министерството за финансии, практично од проектната единица кој што го водеше, дадоа се на себе, се од себе дадоа да биде направено како што треба, да биде направено во брзо време, за да биде ставено на располагање на општините. Вкупната вредност на грантот е околу 46 милиони денари. Тоа покажува дека можеби и со не толку висока сума може да се направи сериозен импакт во нашата земја. Инаку со овој проект за подобрување на локалните услуги во моментов имаме исто така одлична реализација во други исполненија, така да се прават детски градинки, се подобруваат се патишта низ различни општини, се градат згради кои што им помогнат пред се на граѓаните да добиваат подобри услуги. Така да им благодарам и на луѓето од Министерството. Да, прво гостинот, па после. Господинот Бертолини. Само ќе може преведување.